Благодарам, Јована. Токму така се вклучуваме и овој пат во живо, но на тема образование, поточно високо образование и квалитетот на студирањето тука, меѓутоа и во странство, конкретно станува збор за Германија, па накратко ќе го раскажеме целосното искуство на Марија Доцева, која што е докторант тука на факултетот. Меѓутоа имате докторирано во Германија, па е одлична можност токму вие да ја направите таа некоја споредба во образовниот систем, така што добро дојдовте во Македонија наутро и ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Па вака, јас по завршување на постдипломските студии тука на Гражден факултет во Скопје имав понуда од моите професори со кои што денеска работам на истата катедра за целосна стипендија за реализирање на докторски студии во Германија. Таа програма беше во тој момент продолжение на веќе постоечката меѓународна соработка помеѓу градежните факултети во Скопје и градежниот факултет на РУР универзитетот во Бохум, Германија, која соработка нашиот факултет до тој момент ја негувал цели 15 години преку така наречената СИФОРМ програма. Таа докторска програма на која што јас студирав имаше двоен концепт. Еден дел од времето мораше да се престојува на универзитетот во Бохум, каде што се направи теоретска подготовка на истражувањето, додека пак друг дел морав да престојувам на матичниот универзитет, односно на Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што го реализирав експерименталното истражување и морав да бидам вклучена во наставниот процес. Со самото тоа што сте добиле целосна стипендија за студирање надвор од границите на Македонија, претпоставувам дека самиот факултет нуди такви можности за студентите. Меѓутоа, пред се би сакала да ни направите доколку е возможно некаква споредба во самото функционирање на факултетите тука и таму и едноставно ако можете да одводите каде би било искуството поубаво. Така, во однос на високото образование, јас додека бев на престој во Германија, тоа беа неколку кратни престои по неколку месеци, а последниот и траеше цела година, добив некаков печаток дека пристапот во наставниот процес е малку поразличен од оној што го имаме ние. Именно забележав дека таму фокусот е на иницирање самостојно и независно учење на студентите, како и развивање на некој истражувачки пристап и критичко размислување кон проблемите. Предпоставам тоа е последица на нивниот образовен процес, на образовниот систем, како и на техниките што ги користат таму. За разлика од таму, кај нас може би поинаку се одвива целокупната настава, но сигурно затоа што сте се вратили од Германија и сте продолжиле вашата кариера тука, во Македонија, има зошто да е така и има зошто да се вратите, па кој беше клучниот момент за сепак да останете тука и да продолжите да се развивате во тоа ваше поле во Македонија? Па прво би сакала да кажам дека кога започнав уште во самите стартови на докторските студии, ние со професориве овдека на Градежниот факултет имавме некој неформален устен договор дека по завршување на докторатот во Германија ќе се вратам тука и стекнатото знаење и вештини ќе го применам на нашиот факултет, односно преку директна работа со нашите идни студенти. Но така, мислам дека не е тешко човек да се навикне на тие добри услови кои што ги нудат на странските универзитети, особено за младите истражувачи, но кај мене преовлада повеќе она желба да се работи дома, да се создава дома и на тој начин да се обидеме да ги придвижиме работите кон подобро, бидејќи сметам дека сепак има потенцијал за тоа. Би ве прашала на самиот крај, кој е вашиот совет за сите студенти кои што можеби се двоумат дали да продолжат понатака со образованието надвор од Македонија и доколку имаат ваква можност како вашата за целосна стипендија и за помош од овдешните факултети, дали вреди тоа да го направат? Јас, најтопло им препорачувам на сите студенти, без оглед на кој факултет студираат, доколку имаат таква можност, без двумење да ја прифатат, само доколку имаат вистинска желба да истражуваат, да создаваат нешто ново и да ги поместуваат границите. Второто прашање беше? Да, дека тоа е мотивот и дека советот ви е секако да искористат таква шанса. Па ева, уште само кратко, од она што е ваше искуство од студирањето во Германија, што би имплементирале тука, може би лично ви? Мислам, лично би го имплементирала нивниот пристап кон работата, кој што повеќе е фокусиран кон
конкретно нешто, а не во исто време кон повеќе аспекти од проблемот и секако прецизноста што тие имаат во се што работат. Марија, ви благодарам многу за денешниот разговор и се надевам дека ќе мотивирате некого да продолжи кон остварување на своите соништа во однос на едукацијата. Се надевам јас исто така. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Таа беше разговорот со Марија Доцева, која што го раскажа нејзиниот успех за студирањето тука и во Германија и едноставно сумиравме кои се бенефитите таму, но сепак дека е едноставно поубаво чувството да се работи дома и да се вложува за студентите кои што се наши.